Во оваа издание на А1ин, нашето студио го посети познатиот мејкап артист и фризер Драган Гуцев Даци. Нашата камера се фокусираше на него, додека тој подетелно не раскаже за неговата приказна. Како се случи тој да стане добро познат стилист, слушаме во продолжение од Даци. Во оваа издание на А1ин, чест ми е да го најавам веќе добро познатиот на струмичката јавност стилист Драган Гуцев Даци. Даци, здраво, за почеток како си? Здраво, драгица, чест ми е што сум гост во вашата емисија. Секогаш ми е вака пријатно кога доаѓам во вашата телевизија општо земено и така се чувствувам многу пријатно. Благодарам, добро сум. Ајде малку да поразговараме, да, чест ни е што си ни гостин, мило ни е што се чувствуваш удобно. Ајде малку да поразговараме за твоите почетоци, за тоа како дојде до тоа Даци Драган Гуцев да стане толку познат на струмичката јавност, а богами и пошироко. Па вака, сите знаеме дека кога нешто сакаме да го постигнеме од себе си, всушност ни треба само преголема желба да стигнеме до целта која што имаме замислено за себе си. Патот до она што сум сега, кое што во однос на светско ниво не е ништо, лично и сопствено сум се задоволен од тоа што досега го имам постигнато во целост во Струмица. Па моите почетоци, значи, беа уште многу рано детство, во повеќе интервјуа го имам раскажувано сето тоа. Па почнав некаде на 9 години, онака да се правам некои фризури и шминки дома, но нели, како мало се уште нели се раѓа таа почетна фаза на амбиција за она што сакаш нели да станеш кога ќе пораснеш. Посериозно започнав да го работам тоа на 13 години, кога започнав да одам во едно фризерско студио во Струмица. Сето тоа го правев до 16 години, се додека не одлучив вака малку по-сериозно да го фатам тој занајот, односно да се потрудам малку по-професионално во однос на она што досега беше работено во Струмица. Па така на 16 години запишав во редно образование во Скопје, во средното општинско училиште во Скопје Димитар Влахов, во одделот за фризура и шминка, односно козметичар и фризер. Го учев сето тоа до 2 години, до 18 години, каде што веќе завршив средното училиште во Струмица и воредно во Скопје. Па потоа, сакав, се уште бев гладен и на некој начин не бев сигурен во она што го работам. Не знам дали тоа ми било до годините, да ги кажам, што на 18 години, значи не полни 18. Да, пред тоа си бил мал. Да, пред бев мал и значи имаш она несигурност во себе си. И бев се уште многу гладен да учам нови работи. И така се запишав во академија во Бугарија, престижната академија Капанов во Софија. И така, тимот професионалци, фризери и учители кои што навистина ми помогнаа како и да го збогатам својот фризерски занајет, така и да лично добиам многу повеќе самодоверба, а на друг начин да можам преку некој начин, значи да знам што оствари, значи така клиентот од нас. Значи да ја сватам психологијата на самата жена која што доаѓа во нашето студио. Даци, тешко ли беше да се оствари твојот сон, да си отврши едно вакво студио? Аз верувам дека твојот сон не е целосно довршен, дека имаш уште многу пред себе што да дадеш, но ете за почеток, за да си отвориш вакво студио, да те знаат луѓето во Струмица и пошироко, тешко ли беше да се направи сето тоа? Па, како што веќе реков, нели, сето она што ние го сакаме да го постигнеме во нашите животи и патовите како е трнлив, значи мора да поминеш многу фази во животот да стигнеш до она што навистина го посакуваш. Секако беше напорно, секако постоеше ризик ако отвориш нели студио во веќе град кој што врие од фризери и шминкери. Но моите родители, кои што многу ги сакам, ми дадоа уште поголем поттик да се уверам дека тоа можам да го работам, иако јас кога го завршив тоа бев 19 години, еве веќе 21 година сум и веќе моето студио 2 години фигурира како е достапно и отворено за сите дами во Струмица. Мислиш ли дека млад човек може да успее во Македонија на тоа поле и колку? Да, сметам дека во мојата професија, значи колку си помлад и колку побрзо постигнуваш успех, толку си подобар и колку побрзо те научат луѓето, толку старосната граница не ти смета. Бидејќи јас лично не би отидол на фризер кај 50 годишен фризер, значи тоа е факт. Знаеш, она веќе се губи искуството да го прави своето.
баш напротив, значи сметам дека сега помладите фризери и шминкери значи се далеко подобри во однос на постарите. Сега нели секоја чест на исклучествено седат труд кој што ние го вложуваме младите фризери во нас, односно јас лично не го правам за себе си, ама го правам за самите клиенти, да имам повеќе услуги во сопственото студио и да ги знам светските трендови. Сметам дека и тоа е главниот факт што младите фризери и шминкери во Струмица се поактуелни, имат доста повеќе работа од постарите, затоа што ние сепак ги следиме сите трендови и семинари и сите други сајми што се случуваат во светот. Да. Со какви се предизвици се имаш соочено? И некои пречки на патот кон успехот во тоа поле? Па, имајќи во обзир дека во Струмица нема медиумски личности, да речем дека нели немаме модели, немаме пејачи, некои така популарни. Знаеш, целата концентрација на јавноста и општо земено на нашето општество се така насочува кон некои личности кои што и не се претпоставени да бидат најкоментирани личности во Струмица. Пред се, значи, нели зборувам за мојата професија, која што така е јавна професија и поголем дел од луѓето те познаваат, е малку тешко затоа што секојдневно се соочуваш со секаков тип на коментари, дали било тоа на приватен или на професионален план. Сепак сметам дека тука луѓето се премногу, како да се изразам, премногу се лоши во тој свет затоа што многу жустро знаат да нападнат и да сакат со сите сили да те струшат тебе на дното. Не знам зашто е тоа така и не знам зашто луѓето уопште се замараат со луѓе кои што сакат да постигнат нешто во животот, односно се гледаат собствената работа, а тие упорно го негираат тоа и го нели така го баш го критикуваат. Тоа е една од најголемите пречки во нашата работа, општоземено во секоја јавна работа, нели? Знаеш како е да бидеш јавна личност, односно јавна личност не се сметам себе си затоа што јас лично не се сметам за јавна личност. Добро, личност да појасниме, личност позната на јавноста по тоа што го прави, да. Да, и нели се доаѓаме до некои пречки кои што нели малку те демотивираат и не можеш баш така да си ја вршиш работата, но нели треба да бидеме свесни дека не може целото општество да те сака, има луѓе кои што ќе те сакаат многу, има некои кои што нема да те сакаат. Па и Струмица. Да, и Струмица не е исклучок, значи тоа е мислам нормален круг на сите општества, на секоја заедница. Сметам дека во поголемите градови не е тоа така, затоа што луѓето меѓусебно не се познаваат, а и во поголемите градови има личности кои што се навистина јавни личности и се бават таа професија и се прилично навикнати на таков тип на осудување од општеството, но тоа е, живееме во Струмица и мораме да се оклопиме во таа средина. Да, сепак ова е А1, да се префрлиме малку на позабавната страна. Во 2-3 наврата во твојот разговор не спомна нас, жените. Предизвик ли е и привилегија ли е да се работи со жени? Па, ги обожавам жените, обожавам да работам со жените. Ние сме комплицирани. Да, не комплицирани, да. Би рекол повеќе дека си знаете што сакате. За мене е често работам со жени, односно од самиот старт знаев дека работам само со жени, бидејќи овде може да се изрази себе си. Не го потценувам машкиот пол, баш напротив, ама мене како професија и мене она што ме исполнува е женската убавина, она што ме мотивира. И сметам дека кај жената имам што да направам, имам што да сменам, ми дозволува и тоа е всушност му треба на еден уметник, да речем. Жените не се комплицирани, тие просто знаат што сакаат. Нели, наидуваме и на друг тип на жени кои што мислат дека знаат што сакаат, нели, оствари не знаат што сакаат, овде има малку мали проблеми, но секако тоа знае да се реши на многу лесен начин. Значи, ете ти како перфектен, да не речем, во тоа што го правиш, кој е твојот омилен мејкап тренд? И некоја омилена тренди фризура? Па, знаеш, веќе почнаа модите многу брзо да се менуваат. Варираат. Да, и мене ми се допаѓа всушност сето тоа што е тренд. Но она што сметам дека е што би ми се допаѓало мене и општо земено на поголемиот круг на луѓе е тоа што и секогаш преферирам да го направам она што го сака клиентот, односно она што најмногу му го отвара на него. Значи, може да биде тренд и најпопуларна фризура или шминка во светот, па тоа не те одговара тебе и да изгледаш смешно во неа.
Затоа преферирам да направам она што сметам дека е најдобро за тебе, па макар тоа да било и 3 или 4 трендови поназад. Значи никогаш не сакам да се устручувам во самиот круг на шминкање. Овде малку подолго ги издржуваме трендовите во Струмица, односно ако свикнеме на еден принцип на шминкање, тоа го тераме така малку подолг период, без разлика на тоа дали поминало 5 или 6 години, си го сакаме тој принцип на шминкање и се остануваме во него. Сега во последно време ми е омилен оној мејкап, no мејкап, значи кога вистинското убавина на жената доаѓа до израз, без тоа многу силно натрупување или на шминка, на црнила, на сето тоа, значи се трудим да направам да изразам само она што убавина што таа ја поседува лично, без да треба да истакнам нели премногу силни линии на очи или усни или јаболчинци, така да сметам дека секоја жена природно си убава. Ние само треба да ги доистакнеме незините убавини, односно убави црти, а да ги покриеме тие што нели не се баш толку перфектни. Кога сме веќе кај мејкап трендовите и фризурите, настрана од дете тоа што ти го обожаваш, што е ин оваа сезона? Па, како што веќе реков, ова сезона во шминкањето ин е мејкап, no мејкап, природното шминкање, односно кога не можеш да приметиш дали е тоа шминкано или не, а всушност таа е перфектна и убаво изгледа, да. Поглед на фризурите? Во поглед на фризурите, значи исто така, значи сега се задржуваме на едната страна или на нештата се студените, многу студените тонови, односно да ги речам силно виолетовите нијанси, сините нијанси, перфектно плавите нијанси, додека од другата страна исто така се актуелни и бордо нијансите, како и црвеничкавите и сите тие медени нијанси. Како што веќе ти реков, сето тоа е како самите луѓе се перцепираат себе си и како тие сакаат оствари да изгледаат. Но во врска на фризурите, значи ова сезона исто така остануваат полежерните фризури. Како што и досега целиот изминатиот летен период значи се содржа, така да воглавно тоа останува и сега околу новогодишните празници и зимниот период. Значи бушавите локни, односно така полуисправените локни, значи се исто така тренд се задржуваат. Воглавно е тоа. Добар ден, како што те најавив уште од почетокот, реков дека си познат на струмичката публика и пошироко. Знам дека имаш соработувано со многу познати личности, со кои се имаш соработувано, ќе не издвоиш ли? Па, за мене не е титула она што работам со познати личности, односно што сум работил и се уште работам и соработувам. Секојдневно имам премногу жени во своето студио и мене ми е секојдневно чест кога работам со нив. Она што е поразлично од обичните жени до оние што се малку познати, што ти имат малку поголеми претенции, оние што досега имав работено, но во последниот случај ми се покажа сосем обратното. Односно кога работев веќе по втор пат со познатата хрватска пејачка Јелена Розга, една прекрасна личност без претенции, без никакви скандали, сосем природно, сосем лежерно. Претходно имам работено со познати пејачки од Бугарија, односно сум нивен член во Пајндер, работам со нив балет, како и со некои познати пејачи во Бугарија, каде што се соочувам со малку поразличен тип на луѓе кои што сакаат да покажат величина преку начинот на тоа незадоволство, на претенциозност. Но знаеш, кога работиш со луѓе, можеш да свикнеш секој вид на карактери и тоа е тоа. Не сакам извојувам или онака да се китам со епитетите Андреа, Емилија или било какви. Често што имам сработувано, имам видено и другата страна на нештата. И се надам дека понатаму ќе успеам да постигнам малку повисоки цели. Па за тоа понатаму. Ми се допаѓа твојата скромност. Спомна скандали. Какви се скандали се имат случувано во поглед на твојата професија? Не мора да е скандал, така да создава некој негативен ефект, некоја интересна случка во врска со тоа што го правиш. Па кај мене секојдневно се случуваат некои интересни работи. Посебна случка не знам да изум затоа што сум обкружен со многу луѓе, со секој тип на карактери. Секој ден ми е посебен, секој ден ми е интересен. Скандал, па не можем да речем дека досега имам скандал.
повеќе гледам така, нели, со некој друг поглед на самите нешта, ако нешто не е во ред, се трудам да го поправам. Секогаш винаги се гледам лично во себе си. Никогаш не префрлам од другите и сметам дека ако нешто не се случило како што треба, затоа сум виновен лично јас, не луѓето од страна. Нели, како што кажав и претходно, значи, нели, самите ние сме се виновни за тоа што не се случува нам. Скандал како скандал не може да се случи овде, но добро е. Значи, посебна случка интересна исто така. Не можем да изvedем затоа што има купишта од нели дешавања. Добро, може би се надевам следната прилика ете така кога повторно ќе се муабетиме, ќе ни кажеш нешто така најинтересно што ти се има случено. Со кого ти е сон да соработуваш? Права муабет за некој од светските рамки, така ептен светски рамки. Па никогаш не сакам да се надевам на нешто што можеби нема да се случи, нели. Некогаш се трудам да она што го имам замислено за себе си го остварам, па потоа да дискутирам за тоа нешто. Некој ми втор глас внатре ти зборува што уствари треба да направиш, како да го направиш, но нели останувам да ги прикривам своите соништа за понатаму, за да полесно да можем да стигнем до нив. Па добро, остани си мистичен. Ние само ќе чекаме да видиме што има да ни приготвиш. Ви благодарам на разбирањето. Даци, напорно ли е да се биде даци? Па да. Искрено е напорно, затоа што, нели, што ви кажав во претходните прашања, секојдневно се соочуваш со некои различни, ако тоа не се, нели, медиумски излагања, тоа да бидат муабети во општеството, кои што на некој начин, нели, те допираат до себе си, колку и да не сакаш тоа да го прифатиш. Сметам дека колку повеќе се потрудувам, се трудам да го отстранам тоа од себе си, така животот ми станува поубав. Тешко е од таа страна да ти си осудуван затоа што, нели, немаме кој друг да осудуваме, а и таков менталитет сме дека сакаме секогаш, нели, да постои некој што ќе биде центар на вниманието и ќе го оговараме. Всушност тоа го прават луѓето кои што сметам дека имаат премногу слободно време. Лично за себе си немам простор да оговарам затоа што никогаш немам слободно време и она малку што го имам сакам да се посветам на вистина да го искористам правилно своето слободно време. Луѓето овде делот од луѓето се премалку ангажирани и единственото нешто кое што ми станува за денот е да одат на кафе да оговарат, па ако се реши тоа да бидам јас и благодарам на одвоеното време за себе си. Некогаш ми е така стресно, но кога го земам во обзир другата страна на нешто, односно на тоа дека гледам колку широк круг на луѓе ме сакаат и ме почитуваат, ми ги полни батериите и се мотивирам. Така да има и двете страни, значи кога ги ставаме на вага, гледам дека она кое што ме исполнува и кое што ме прави среќен е малку погоре. Во ред, освен притисокот ете така кој го добиваш од некои коментари, од средината да речеме, притисок е да се биде и на вакво работно место каде што комуницираш со луѓе, работиш со луѓе. Кои се твоите омилени работи што сакаш да ги правиш за да се релаксираш после работа? Па да, работам со жени, нели, секојдневно се судирам со многу видови на карактери, кои што дополнително те отежнува работата. Овде луѓето се навикнати дека, нели, финираш или фарбаш да комуницираш, да разговараш со нив. Сето тоа ми е чест, нели, кога можам да разговарам со сопствените клиенти, односно со клиентите што првпат доаѓаат, на некој начин го запознавам карактерот на самата личност, кој што дополнително ми олеснува својата работа. И знаеш, од сето тоа преголемо комуницирање, контролирање на другите вработени, даже максимално ти ги истрошува батериите и на крајот од денот единствено што сакам е да си ги видам родителите и пријателите, да испијам кафе, така малку забава, муабет, инаку во слободните денови сакам да гледам филмови, да се релаксирам. И тоа воглавно. Значи воглавно тоа се омилените работи што дати сака да ги прави за да се релаксира малку. Да, сакам да гледам филмови затоа што така можам и телесно и психички да се слободам, да не мислам на другите нешта. И понекогаш сакам да читам, но премногу малку време, многу малку време ми останува за да го правам тоа, но секогаш кога наѓам малку време, значи сакам да прочитам некоја добра книга или бестселер. Даци, и за крај секогаш го поставам истото прашање на гостите, што понатаму, кои се твоите планови за во иднина?
Што планираш? И што е тоа, нешто што се има случено така најново, да ни се пофалиш? Па, најновото нешто се случи беа наградите на Бугарија 2015 година, каде што веќе нели знаете, се добив со прво место за фризура. Честитаме, честитки. Благодариме. Второ место за шминка, тоа беше некој најнов настан. Исто така и оние што не знаат, во четвртокот минатата недела го снимивме новиот клип на Александра Јанева. Ми беше особена чест да работам со неа, таа е еден прекрасен вокал и така вашата редакција се ќе добие нели клип, се надам дека ви се допадне. Планови за понатаму немам, значи сега останува да ги завршиме онаа еуфорија и оние гужви околу новогодишните празници. Понатаму, значи летниот период ќе видиме што ќе излезе. Немам што да откриам, немам нешто посериозно, едноставно што можам да најаваме да ги очекувате наградите на Македонија 2015-2016 година. Па за понудени детали ќе разговараме понатаму. Во редација мене ми беше мило што не беше гостин во ова издание на А1. Заврши се ги ти, само терај си ги обврските околу Нова година. Одмори се, па ќе се видиме повторно во некое наредно издание. Фала. Ова беше крајот на разговорот со познатиот стилист Драган Гуцев. Во продолжение гледаме што е следно од ова издание на А1.